не сте ме разбрале. Проблемот е што ние предложивме амандман кој што се одби и всушност амандманот еве според постоечкиот закон токму за оваа категорија D4 за неговател и помошно стручен работник приправник, според постоечкиот закон бодовите се 192, според нашиот предлог се 227 и всушност нашиот предлог за овој амандман всушност беше не само што водот ќе се зголеми, туку да се добие исплата на минималната плата од 18.000 денари. Иако, како што велите дека се задоволни од вчерашниот договор под наводници со министерката, зошто денеска протестираат? Многу логично прашање. Знаете, вие имате ова ме потсеќа на законот за минимална плата, кога укажувавме на низата недоследности. Да, го поддржавме, ние не сме против зголемување, да се разбереме, но затоа имате лавина од незадоволство и со тој закон отворивте Пандорина кутија како што отварате сега и со ова. И вие велите само предлагате, па наша обврска е да ја предлагаме, а ваша обврска е да прифатите. Еве лично ве прашувам, зошто вие не гласавте? Лично ти, зошто не гласаше ти за во знак на подобрување на нивните права? И велите усогласување со буџет, со кој буџет? Со буџетот што го оштети Мухамед Зекири, што правеше малверзации со јавни набавки, со Равски, со Луи Витон торбите, со кој буџет? На гол стап ги доведовте граѓаните. 500.000 граѓани живеат во тешка сиромаштија. Или пакетите што ги делеше Шахпаска во време на кампања, така добивавте избори. Со кој буџет, што зборувате вие? Знаете, ме потсеќате на пожавот што се качувал, мислел дека се качувал на врвот на планината, а тој уствари останал во дното на планината. Имате ретка способност да си се адаптирате на било која власт и јас тоа еве не успеав, не умеам да го научам, некогаш сум срекна што не сум го научила тоа, но ја испофаливте министерката. Може би имате некоја услуга што ќе ви заврши, си имате вие така бенефит и така натаму. Значи, вработените во јавната администрација, всушност, вие сте подолго време во политика и знаете дека се за потребите на процесот на децентрализација во општините, а јас би ве прашала зашто се 35.000 нови вработени во јавната администрација и ќе ви одговорам еве веднаш дека се за задоволување на политички партиски ваши овие апетити за предизборите, така да уште пренатрупавте и уште поголем товар е сега јавната администрација и вие ќе зборувате за буџет. Кој црн буџет кога 7 милиарди задолжени? Кога на просјачки стап го донесовте народот? Па одите ли по народот, се качувате ли во јавен превоз да видите кој е сивило од граѓаните? И вие ќе ми зборувате за буџет и очекувавте, па јас зборев прво за законот, потоа образложив тема што се наметна на оваа расправа. Не ве разбирам.